Во тема 2 ќе разговараме со директорката на пластична и реконструктивна хирургија Софија Пејкова. Добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Бевте со вашата клиника бевте еден од оние ковид центри кои што се отвора како печорки на почетокот на оваа пандемија со оглед на капацитетите кои беа потребни во болничките установи. Сега веќе е затворен тој ковид центар. Еден процес кој што колку време траеше? Од неговото отворање до внатре што се случуваше за овие месеци, колку што беше можеби и година дена? Така, значи пластична хирургија точно беше еден од ковид центрите и ние бевме од периодот од 18 март, значи оваа година 2021 до 4 мај, 6 недели. Тоа беше значи едно правилно предвидување на министерот за здравство, бидејќи со следење на целиот развој на растење на бројката на пациенти. Ако се вратите назад и да ја видите нашата епидемиолошка крива, ќе забележите дека помеѓу 21 март и 4 април го доживуваме пикот, кога имаме 21.000 новозаразени или активни случаи. Така да навремено, значи, Министерството си имаше го предвиди тоа, дека ќе има потреба од отварање на нови болнички капацитети, бидејќи целта е сите пациенти кои што е потребно да се добие третман, да бидат хоспитализирани и да бидат третирани како што треба. Во таа фузија на персонал, нели, на доктори и медицински лица кои што беа неопходни во справувањето, каков беше процесот? Како течеше сето тоа? Бидејќи клиниката располагаше со својот целосен капацитет, зборувам за клиниката со која што вие раководите, не со ковид центар. Да, сега кога ќе се вратам вака наназад, значи тоа се случи за еден ден, дека дека мора да станеме ковид центар, дека се очекува голем наплив на пациенти и тоа повлекуваше многу работи. Бидејќи ние пред се сме пластични и реконструктивни хирурзи, тоа е нашата основна дејност. И така да, значи, и тоа е клиника која што не беше дел од ковид центрите. Бидејќи еден ковид центар инфраструктурно мора да задоволува протоколи каде што треба да се функционира и да се работи. Односно, тие протоколи си да има зелена зона, каде што значи е незагатена, каде што персоналот работи во услови каде што нема пациенти. Потоа има таа жолта зона, која што е еден тампон зона помеѓу зелената чиста зона и зоната каде што веќе пациентите лежат. Со оглед на тоа, бидејќи целиот одел наш, со сите расположливи кревети, 33 на број, стана, значи, делот за третман на ковид пациенти, така да ние моравме да направиме една организација како ќе функционираме, бидејќи во еден ковид центар мора стриктно, значи, да се персоналот, значи, да се однесува според правилата за лична заштита. Бидејќи во зелената зона нема потреба од носење на лична заштитна опрема и било какви други делови, тука се облекуваме. Потоа следува таа жолта што е тампон зона, каде што се влегува во црвената зона, каде што сме веќе комплетно заштитени. Се што се случува во црвената зона не сме да биде изнесено надвор таму. Така да, освен што нели е третманот на пациенти, целата документација, целите истории, целите терапии мора да се водат, да кажам, дупло. Тоа што се пишува на тераписките листи за пациентите во црвената зона, истото се следи од колегите кои што се во зелена зона. Така да направивме еден план како ќе функционираме. Значи тоа ни треба 24 часа. Моравме да направиме нов распоред на работа, бидејќи не е исто хируршко дежурство и дежурство во вакви услови. И тука се наметна потребата дека ние сме единствена во Македонија клиника за пластична хирургија. Тука работи и градската болница, меѓутоа колегите не секогаш се достапни за третман на повреди, на изгореници, така да од 22 лекари кои што се вработени на нашата клиника, 16 бе ангажирани во ковид центарот, а 6 тоа се постарите колеги, останаа да ја покриваат, значи, итната патологија. Значи, за да бидат згрижени пациентите кои што не се ковид, а имаат повреди на шака, изгореници,
така да и го не заборавивме и нив. Во овој случај, во пресред ни излезе клиниката за торакална хирургија, која што ни обезбеди 12 кревети, значи тие беа комплетно изолирани од ковид центарот на пластична хирургија, така да во истовремено, значи, пластична хирургија беше поделена на две клиники. Една што е пластична вистинска, да, и ковид центар. Тие 12 кревети и всушност целиот капацитет беа постојано пополнети во со итни случаи од пластична хирургија. Значи тие 12 се за итните, а ние имавме 35 ковид пациенти. Тие беа, тој капацитет беше исполнет во цело време. Да, значи тоа беше четврток 18 кога март, кога значи требаше да се реорганизираме и рестартиравме, со тоа што очекувавме дека викендот, петок беше 19, ќе биде полека и дека ќе се адаптираме и ние како доктори на ново настанатата ситуација. Меѓутоа на 19 во петокот, бидејќи јас сум пред се лекар и јас сум секогаш и сакам да бидам инволвирана активно во целиот процес што се случува на клиниката, така да јас си бев дел од тимот што имавме 4 тима направени, дел од еден тим кој што работи, бидејќи сметам дека само доколку си активно вклучен во процесот на работа ќе знаеш што се случува и што е потребно. И ние имавме првиот ден 12 приеми, значи наеднаш тоа беше како шок за нас сега. Дали ќе бидеме добри, дали ќе биде како што треба, дали ќе ги почитуваме сите правила, меѓутоа тука имавме направена таква стратегија, бидејќи ние имавме голема поддршка од клиниката за инфективни болести. Значи ми се чини дека инфективна сите ја користеа, нели? Она ни беше триажен центар. Значи ние немавме своја амбуланта, туку пациентите кои што се прегледани од страна на инфектолози беа препраќани и каде што индицирана хоспитализација, беа препраќани на нашата клиника со веќе ординирана терапија од инфектолог. Меѓутоа, ковидот како болест е толку непредвидлив, така да ние имавме и постојана контрола и соработка со клиниката од инфективни болести, така да доктор Милена Севановиќ, доктор Илир Демирис, значи секојдневно имавме визити од нив, бидејќи за да видиме како се развива состојбата на болеста, дали треба да се смени некоја терапија, да се направи некоја корекција во некој од наводите. Потоа исто така, бидејќи ние, например, ќе примеме пациент кој што е релативно стабилен во моментот, меѓутоа развојот забрзо, да. И тука ни беа и колегите од анестезија, значи ние имавме постојано со нас колеги анестезиолози, тоа беа особено значи соработили, ви морам пак ќе ги споменам, доктор Ида Теменугова, доктор Вања Трајкова, Александар Димитровски, значи ние си работиме заеднички во хирургијата, меѓутоа сега работевме заеднички во оваа пандемија во ковидот и можевме заеднички да реагираме така да секој пациент да го дадеме максимумот за да можеме да го добиеме и да го испратиме дома како насмејан и оздравен. А доктор Кепекова, бидејќи рековте дека во еден ден сето тоа се случувало, нели, од пренамена во ковид центар, а ние во моментов и не само во моментов, во текот на целата пандемија, малку кубуриме со имунолози, со медицински работници кои што одеа и остануваа и по 2 смени на работа. Вашиот персоналот со кој што вие, медицинскиот со кој што раководите, низ какви премержја или обуки се соочија во текот на тие брзи сати кога треба да се реагира? Јас на вистина сум премногу горда. Јас би ги спомнала сите, значи целиот персонал што беше, меѓутоа сме големи на број, така се договоривме дека ќе направиме еден потсетник кој бил се со тие тимови како што работевме. Како да постапуваат со пациентите, се учили тоа брзо? Значи, ние имавме во текот на ноември, кога беше тој есенскиот пик, тогаш исто така имаше потреба од лекари да значи лекари на инфективните оделенија. Тогаш ние не бевме ковид центар. Тогаш јас со мојата колешка доктор Гордана Георгиева бевме на инфективната клиника и работевме во интензивната нега таму зашто да им помогнеме
на колегите, бидејќи и тоа беше добро искуство, бидејќи веќе сме виделе како изгледа, така да исто така имавме колеги доктор Томислав Јовановски, доктор Катерина Јовановска, доктор Благоја Србов, тоа исто така беа лекари кои што беа исто во ковид центрите, медицински сестри кои што беа, така да веќе има филинг повеќето од колегите како изгледа да работиш во еден ковид центар, а тоа наше искуство што сме биле веќе, можевме да го пренесеме на другите колеги. И јас пак им се заблагодарам на моите и сум навистина горда бидејќи за таа флексибилност што преку ноќ прифатија дека тоа мора да се работи, дека ќе биде од сега од хирурзи сме значи повеќе наменски лекари. Сега сме лекари кои што третираме ковид, меѓутоа тоа е нашата професија. Ја што велам субспецијалноста ја оставаме, да, точно, ние сме пластични хирурзи, меѓутоа пред се ние сме лекари. Затоа за да станеш пластичен хирург мора да станеш прво лекар, нели? Да. Имате бројка колку пациенти се имаат лекувано во ковид центар? Значи во текот на тие 6 недели имаме околу 150 пациенти кои што беа хоспитализирани кај нас. Направивме значи и една анализа дека некои пациенти беа потоа трансферирани на клиниката за на травматологија, тоа е анестезија, реанимација и интензивно лекување кај што требаше по-интензивен анестезиолошки третман, така да во глобала значи беше едно убаво искуство, бидејќи најголемот број од процентот пациентите си отидоа дома оздравени. И сега имаме, значи, дали може да дојдем на контрола кај вас, ама ние не сме нели инфектолози или интернисти за да можеме да ги водиме. А со оглед на капацитетот, пак ќе речам, бидејќи сте биле ангажирани во ковид центарот, а и во останатите клиники, нели, помагајќи на останатите доктори, клиниката работеше цело време во целосен капацитет или не? Пластична хирургија, рекол. Значи во тој период од 18 март до 4 мај, значи ние бевме ковид центар. Немавте никакви други? Само тој дел што ви реков каде што остана по старите колеги, кои што беа достапни за пациентите со итни повреди, за да бидат третирани. Така да ниеден пациент со итна повреда, бидејќи имаше во паралелно во исто време пациенти со изгореници, пациенти со мутилантни повреди на шаки, тие беа згрижувани. Меѓутоа, елективните пациенти за елективни операции, за прегледи, во тој период беа суспендирани. И сега вака, ако ве прашам, драго ви е што е затворен ковид центарот? Како да ви кажам, значи, си се враќам вака наназад и јас сум родена 75-то годиште и си викам каква генерација сме, се нешто ни се случува на нашата генерација. Родена во Југославија, сега за син ми Југославија е само историски факт и ни ме прашува што е тоа, мамо. Јас сигурно така го гледам, има 13 години. Значи, сведоци на формирање на Македонија. Моите први случаи, значи како доктор, јас така почнав со хирургија 2000 година, беа повреди од конфликтот, значи тоа беа огнестрелни повреди што никој од колегите не го видел. И затоа им велам на младите колеги дека ова искуство што можеби е once in a lifetime, бидејќи сега сме сведоци на оваа пандемија, можеби никогаш нема да видиме. Да. И вакви искуства, значи, се прибираат само кога си на лицето на лице на местото и секако значи мора да го излечеме најдоброто. Дека треба да му се помогне на пациентот, да си го исполниме тоа што е нашето лекарско. Или пак им го олесни патот кон следната пандемија, за која што епидемиолозите велат дека не е толку далеко, не се знае каква ќе биде. Јас имам надеж во вакцинацијата, значи, така да сметам и им препорачувам зашто прашуваат која вакцина е најдобра, која треба, сите вакцини се добри, да се вакцинираат, бидејќи само на тој начин ќе можеме да се вратиме во... Да има еден процес на масовна имунизација. Да. Од прилика имате ли бројка сега колку ковид центри од оние отворените се затворени? Па јас бидејќи јас изборам за пластична хирургија, меѓутоа како што гледам полека се затвораат, бидејќи самите гледате дека дневната бројка ни е релативно ниска во однос на тоа што беше во текот на месец март и април. Сега ќе преминеме на оној политички дел. Неодамна на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз бевте избрана во Централниот одбор на партијата.
заедно со уште неколку други ваши колеги. Се работи за раководство во СДСМ кое што е ново, оние постари кадри дали ги отстапија своите места или остануваат околу вас, тоа е ваше внатре во партијата, меѓутоа што е оно што вам ве привлекува во оние раководни структури на СДСМ? Раководни. Значи, добро, централниот одбор сепак има... Така. Да, меѓутоа, знаете, јас сум 45 години, не сум нели така млада. Имам во однос на мојата стручна нели насока каде што е мојата едукација, значи заедно со мојот сопруг ние поминувавме низ австриската школа, значи на медицински универзитет Виена. Имавме шанса да останеме таму, да живееме и да работиме, меѓутоа останавме во Македонија. Тие контакти значи тоа од 2003 година трае, веќе 20 години уште малку, се расширија, се направи нетворк на контакти со професори кои што се светски имиња, кои што и веќе се присутни во нашата, нели, во медицинската бранша, така да тие не ценат нас, значи, и како стручњаци, и како лекари, така да гледам дека треба некој импакт во однос на тоа дека ние можеме, да не си ги изгубиме младите доктори да си одат како што имаше во претходните некои години да заменуваат за странство. Така да, значи, може да се направи нешто во тој, зашто ние имаме многу голем капацитет како стручен кадар. Во тој домен во партијата ќе... Не знам, значи тоа ние имавме прва седница тогаш како што беше, се уште ќе се... Ама не се алиенирате од оние дневно политички прашања? Јас сум, значи, нели нова, јас сум си пред се лекар, хирург, така да тоа ми е мојата професија, а ова ќе биде само некој импакт во однос на мојата професија, нели да направиме некој микс со професијата, напредокот во здравството, некој мој нели идеи или како што може да се направи, тука се гледам себе си. Добро. Да. Ви благодарам на одвоеното време. Добро, само за крај, бидејќи зборевме нели за пандемија, јас сум пред се пластичен хирург, сакам да ги потсетам сите, значи, слушатели ваши и до целата македонска јавност дека мај е месец на борба за меланомот. Не случајно во светски рамки овој месец се одбележува како цел месец е посветен на меланомот, како една, и тоа е пандемија, значи пандемија постојана. Постојана, која што заради нарушената озонска дупка и зголемената инциденца на меланом и најдобриот лек е превенција, нели, да се спречи. А спречувањето ќе ги потсетам пак вашите гледачи, значи не сме прекумерна експозиција на сонце, да се внимава во кој период од денот, значи помеѓу 11 и 5 часот да не се излегува на сонце, заштита од сонце со користење на нели капа, на очари, специјални фактори, бидејќи доаѓа летото, за тоа потсетуваме. И доколку приметат било каква промена на кожата, да не ја занемаруваат, туку значи да си се јават пневматичниот лекар и да ги насочи на право место, бидејќи нели многу лесно е кога ќе биде меланомот откриен во рана фаза, за да имаме добри резултати. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас.